Добар ден, драги ученици во Е-училница. Јас сум Слаđana Гаврилова, наставник по ликовно образование. Денес ќе зборувам за ликовното подрачје скулптура и тоа како се прави естетска проценка во ликовното подрачје скулптура. За да научиме како се прави естетска проценка, прво ќе мораме да разложиме некои појми. Односно, што е прво скулптура? Скулптура е ликовно подрачје кој се разликува од другите подрачја по тоа што делото во скулптурата е тродимензионално, односно можеме да го гледаме од повеќе страни. Да разложиме што е естетска проценка, секој збор поединечно. Естетика доаѓа од зборот естетикос, што значи осет или впечаток, восприемање, и тоа е всушност дел од филозофија која се занимава со уметноста или традиционално определена како наука за убавство. Во секојдневниот говор, под естетско се подразбира нешто допадливо за сетилата, односно нешто кое поседува физички карактеристики кои се складни, хармонични и убави. Проценка е мислење или суд за вредноста на нештото. Во нашиот случај, тоа се дела изработени од ученици или уметници од ликовното подрачје скулптура. За да се направи естетска проценка на ликовно дело, во случајот на делото од скулптура, треба да го познаваме ликовниот јазик на скулптурата, односно ликовните елементи и принципи во скулптурата. А тоа се форма, простор, линија, текстура, композиција, монумент, нефигуративна боја, обликување, мобил, статуја, релјеф, биста, миниатура, фигуративна, различните видови техники, метал, дрво, пластика, глина, гипс, волумен и така натаму. За ваша возраст, овие поими, значи елементи и принципи, се доволни. Но за да направите естетска проценка не треба само да ги знаете вака како набројани, туку треба да ги знаете подетално. Значи треба да знаете што е форма, што е простор, колку видови на простор има, зошто просторот е важен за скулптурата, како таа се вклопува со просторот, каде линијата ја има во скулптурата, како се прави, текстурата како се прави во скулптурата, значи тоа се ликовни елементи, принципи, дел од нив ги изучувате и во другите ликовни подрачја, дел се само на скулптурата кои што припаѓаат, но морате на сите да им ја знаете дефиницијата. И не само тоа да ги дефинирате, туку и да ги препознавате на ликовните дела. Значи, естетска проценка на ликовно дело или анализа на ликовното дело, за тоа колку е убаво, како е направено, зошто така е направено и како може уште да се донаправи, ќе направите убава естетска проценка во случај само ако знаете да ги препознавате овие поими и да ги дефинирате, односно да ги потребите правилно. Значи, естетската проценка на ликовното дело се прави на крајот од проучувањето на целата тема скулптура. Најчесто, јас со моите ученици естетската проценка ја правам на последниот час од целата тема скулптура со цел да ги оценам. Кога ги познаваме и знаеме сите елементи и ликовни принципи што ја составуваат скулптурата, можеме да направиме естетска проценка. Например, јас имам одберено ликовно дело на релјеф, бидејќи јас во 7 одделение на часовите со учениците, за изработка на часовите на учениците им давам задача да изработат релјеф. Оваа фотографија која што ја најдов е релјеф на ликовно дело кое што е од интернет. По случајен избор ја значи најдов и намерно е од интернет, а не од моите ученици, за да ви овозможи да имате друго гледиште на изработките на ликовните дела.
Значи, ова ликовно дело е релеф. Тоа најпрво треба да го кажете кога правите естетска проценка, од што е изработено. Значи, ова дело е изработено од традиционалниот материјал глина и евентуално врз глината лиено гипс. Со цел, нели, да дојде до зацврстување на поубаво зацврстување на скулптурата. И е монумент кој се користи за уредување и разглобување на внатрешниот простор. Зошто е монумент, бидејќи е огромно и ќе биде закачено на зид во внатрешен простор, сигурно кој што е многу голем, за да може како хала, сала за ручање и така натаму, за да може да го добие соодветното место во просторот, односно, ако ја гледаме оваа скулптура блиску, не можеме да го постигнеме тој ефект на убавина, затоа на монументите им е потребно повеќе простор. Обично, монументите, големите скулптури, стојат во надворешни услови. Ова дело представува вид на цвеќе, што значи уметникот користел мотив од флората. Како знаеме, бидејќи гледаме значи што точно е изработено. На ова дело може да се употреби и боја, што ќе даде посебен придонес на тонот и реалното изразување на мотивот. Зошто, кога веќе нема боја на делово, зошто кажав дека може да се употреби и боја? Според мене, за да делото биде уште поубаво, е подобро да има и боја, за да може цветот да добие до јачина, сила и да се истакнува многу повеќе од позадината. Не само со тоа што е испапчен, туку и со бојата, со тонот сенка, светлина, редењето, ќе може да се изрази многу повеќе цветот. Учениците од 7 одделение на часовите од темата скулптура изработуваат еден релјеф од глина со мотив мртва природа и моето откритие со нестандардни материјали, жица, пластика, хартија, картон. Јас го имам дадено пример, истиот пример да им го понудувам на учениците, што се можат од нестандардни материјали да направат. Јас секогаш велам, соберете го отпадот околу вас и да се потрудиме од него да направиме уметност. Ако треба да направите, значи, естетска проценка на ова дело, како крајно завршено ликовно дело, и најмалку ќе претпоставите дека е направено од нестандардни материјали, пластика и хартија и одгора со глина. Целта на изработката на вакви дела е во учување на разликата во техниката и видот на материјали, се разбира и се поголема примена на ликовни елементи и принципи. На крајот од темата, последниот час, секој ученик прави естетска проценка на своите дела и истите ја презентира пред целото одделение. Така ученикот добива оцена на темата скулптура. Зошто е важна естетската проценка за ученикот и наставникот? Преку естетската проценка наставникот има увид на знаењата на ученикот од ликовното подрачје, а ученикот го збогатува својот ликовен јазик, може сам да направи анализа на своите познавања и секогаш да биде во центарот на вниманието доколку прави естетска проценка на скулптура надвор од училиштето. Секогаш им велам на своите ученици дека ако тоа што го учите на часовите по ликовно образование, умеете да го примените и надвор од училиштето, и ако сте го научиле тоа како што треба, секогаш ќе бидете во центарот на вниманието. Посебно со естетска проценка, каде што не ви треба лист карти и моливка да бидете фраери дека добро знаете да цртате или да сликате. Вака вие знаете и покажувате колку сте интелигентни и дораснати да бидете во кругот на секакви луѓе. Значи, со тоа кажувате дека вашиот речник е зголемен, дека ви имате многу големо познавање од уметноста и на тоа што е убаво.
Како би тоа изгледало? Пример, веќе сте на гости некаде и сите во своите домови имаме по некој вид на скулптура, значи обично минијатури на ангелче, на лебед, без разлика каква, и вие почнете да разговарате или да правите естетска проценка на тоа ангелче, што е направено, како е направено, што е употребено, дали е статична, дали динамична, дали има волумен и така натаму, и каде може да стое, колку простори треба на таа скулптура околу неја, и веќе луѓето на друг начин ќе ве гледаат. Значи, естетската проценка е најмногу битна за вас. Ако знаете да ја направите правилно и ако знаете да ја примените во секојдневниот живот, многу поинаку ќе се чувствувате. Што научивме? Како се прави естетска проценка на дело од скулптурата и нели зошто е важна естетската проценка за ликовната уметност, а воедно и за лично вас и наставникот, и се разбира задача. Одбери едно ликовно дело од горе наведените и обиди се да направиш естетска проценка. Твојата естетска проценка со бројот на ликовното дело кој си го одбрал, испрати го на твојот предметен наставник. Што треба да направите? Одбирате една од сликите и правите анализа. Естетска проценка, ја пишувате на лист и истата ја праќате на вашиот наставник да ја оцени. Ви благодарам, се гледаме во следната училница. До гледање.